Поскапи производи и помала конкурентност на европските пазари. Обврската за декарбонизација ќе значи дополнителен трошок за компаниите, првично за оние од челичниот и цементниот сектор. Од 1 јануари фирмите од државите што не се членки на Европската унија ќе треба да плаќаат такса за загадување за извезените производи согласно нивото на така наречениот јеглероден отпечаток. Министерката за енергетика Сања Божиновска вели дека се уште не се знае како ќе се применува ова правило и колку ќе изнесува оваа такса. Надлежните кај нас интензивно преговараат. Во игра се одредени иземања, но се ќе биде појасно до крајот на годинава. Ќе се земе миксот на Македонија како држава. Тоа значи дека ние минатата година 40% имаме од обновливи и дека ќе биде тој микс. Значи нема да се гледа поединечно, туку ќе се гледа државата како една целина. Тоа значи дека овој микс ќе се земе 40% обновливи. Така значи 60% од таксата ќе се плаќа во случајот на македонскиот производ. Тоа беше кажано минатиот пат, меѓутоа не е ништо дефинитивно. Нема ни една дефинитивна се уште, иако знаат они дека е веќе доаѓа ноември, точни податоци, информации нема. Стопанствениците велат дека овие барања од ЕУ ќе значат поголеми трошоци за нив. Од друга страна, обврските ќе мора да се исполнат ако сакаат да извезуваат во Европската унија. Обврските се обврски и во принцип ако компаниите имаат проблем, ќе разговараме на темата колку е тоа одложување што им е потребно за да го фатат приклучокот. Меѓутоа, откажување од тој процес не може да се направи заради тоа што и како држава сме презеле обврски кои мора да ги исполниме. За компаниите што побрзо да ги намалат емисиите на јаглероден диоксид, Министерството за енергетика, Стопанската комора и Европската инвестициска банка промовираа водич за декарбонизација. Од ЕИБ велат дека расте свесноста за користење зелена енергија. 27% of Macedonian, околу 27% од компаниите признаваат дека имаат ова иницијатива има предности, а 30% од предпријатијата согледуваат дека може да имаат раст во приходите. Според извештајот на Светска банка за климатски промени и развој од минатата година, Македонија може да стане земја со нулта емисии ако инвестира 5,6 милиарди долари до 2050 година во декарбонизација на енергетиката, транспортната индустрија и градежниот сектор.